Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на утринското еспресо, кое ние го пиеме ово утро заедно со Сотир Костов, со кој е спремен тука со документи да ни објасни што е најактуелно во државата, а јас ви најавувам дека ово утро ќе имаме една ексклузивна тема. Опа, вато. Пред да преминеме на најглавното, една мала увертира. Вчера Сотир бил партизан. Да. И то горд партизан, да ти кажам, Злате. Со бугарите или со германците? Со кои се бориш? Не, против бугарите и германците, со македонскиот народ, во Горно Врановце, славевме 80 години Нова Македонија, а јас ке додадам и млад борец, и све што е култура и уметност во тоа време на Македонија, бидејќи вчера дури осознав дека во Горно Врановце престојувале меѓу 1000 и 1300 партизани, политички, воени и културни и уметнички дејци на тогашна Македонија, кои создале слободна територија, а ако се сеќавате добро, ја создадува и македонската држава претходно во Асно. Така да вчера ја видов велешката околина, после 40 години морам да признам, втор пат во Горно Врановце, голем мој личен минус. Еднаш бев 84-85 година, значи во минатиот систем. Така да вчера бев на територијата на општина Чашка, на општина Сум бил еднаш таму во далечната 2018 година. Ама не е да многу далечно. Па добро, пред 8 години, пред 6 години. Така. Дете што тогаш се родило, се годи у школа веќе. Да. Значи далечна. Ами ја 84-та, ја 1984-та прв пат па што бев. Ај сега да го видиме тоа. Па добро, Злате, ти си друго. И морам да кажам дека сум разочаран затоа што и нашата држава и локалните заедници и сите тоа место не го одржуваат во потребната форма. Ми влегуваш у гард сега. Браво, Злате. Браво. Значи, ајде вака прво. Честитки до Нова Македонија, 80 години постоење, 80 години информации, 80 години вести, 80 години вистина, македонски јазик и така натаму. Се што имав да ја кажам на Нова Македонија и напишав, и гледам таа во вчерашниот број во додатокот посветен за јубилеот и го објавила, и ево само насловот ќе го кажам. Значи, ја доживувам Нова Македонија во целиот мој живот како агора која спојува идеи, луѓе и настани. Повеќе не би зборел, кој сака нека прочита, а тамо ќе видите има и честитка од претседателката и од познати интелектуалци, луѓе од Македонија и така натаму. Златев, морам да ти кажам дека ние македонците си немаме малку воспитание и култура, не знаеме да се ги славиме нашите добро творби. И морам да ти кажам да бидеш горд. Вчера бевме единствен гласило од Македонија што известуваше од научниот собир 80 години од легувањето на првиот број на весникот Нова Македонија, Организација Институт на национална историја, Матица на иселеници, и морам да истакнам едни луѓе, а тоа е новиот директор Митко Панов, тоа е историчарката Катерина Тодоровска, гениална организаторка, дефинитивно со нејзе ќе се дружам. Понатаму градоначалникот на општина Чашка, овозможи некои организационо-технички работи, Горан Стојановски, луѓето од Нова Македонија сите дојдоа од собственик, менеджмент, новинар и така натаму, и во Горно Врановце си поминавме убаво, а идејата за ова одржување ја даде еден Драган Наумовски, тоа е Наумовски, мој добар пријател, од Мелница се запознавме пред 3-4 месеци на едни мелнички средби, човек кој пишува книги за Македонија, човек кој ја проучува македонската историја, а не е историчар. Види, чест ми е што ние сме биле единствени. Така да знаеш. Чест ми е што најди денеска кој одбележува овој научен собир и кој одбележува овој јубилеј, па ќе видиш дека ти ја кажувам вистината. Само Нова Македонија и лидер. Да се гордее, Златев. Се гордеам нормално. На Нова Македонија, да бидам искрен, порано ја читав многу и ги почитувам колегите таму. Таму има навистина одлични новинари, но сметам дека тој весник
недоволно се прилагодува на новото време. И сметам дека... Да, не е дигитализиран и вчера една критика беше тоа, што зошто се уште не е дигитализиран. Значи, видете, ние треба, како, например, ако отидете New York Times, Washington Post, имаат архиви кои вие онлайн можете да најдете од првиот број па до сега. Нова Македонија физички го има тоа, но го нема дигитално. А многу полесно би било и за мене како истражувач, како новинар и за сите останати, нели, за да видиме некаква паралела, да го доживееме духот на времето во кое не сме биле родени, а тоа можеме да го направиме само преку архива. Тоа е првата забелешка. Да. Втората забелешка која имам на честит 80-ти роден ден, јас со критика ви го честитам и се надевам дека ќе ме послушате. Вториот е ексклузивитетот на информации. Сепак, весниците се овде за да носат информации. Во Нова Македонија може да прочитаме одлични анализи, одлични интервјуа, одлично се, но немаат истражувачко новинарство, немаат информации пред сите, едноставно само преработуваат. Тоа може да биде, тоа е проблем за еден сериозен медиум. Се надевам дека Нова Македонија ќе го надмине овој проблем и како најсилен бренд во нашата земја повторно ќе блесне. Повторно ќе блесне затоа што сега е најсилен бренд, но најсилниот бренд не е лидер на пазарот. Треба најсилниот бренд да стане лидер на пазарот. Лидер по тираж, Златев, и лаик за тебе, ама по одбрана на македонски јазик, идентитет и се што е македонство и македонштина е малку по-груб збор, е број 1 во Македонија. Ти знаеш дека ја привршувам мојата анализа за моменталната состојба на медиумската сцена во Република Македонија и една емисија ќе посветиме, ти тврдам дека Нова Македонија со делумно со македонското радио одскокнува од другите медиуми. Ама денес не е тоа темата. Сакаш и нешто друго да ти кажам што и ја до вчера не знаев. Кога бил отпечатен првиот број во Горно Врановце, веднаш бил дадено на едно дете од 6-7 години од Горно Врановце и детето половина час шетало низ селото, низ улиците и мафтало со весникот и велело Нова Македонија, Нова Македонија, Нова Македонија. Тоа било така симпатично, го пренесуваше вчера на собирот и луѓе турци иселени од Горно Врановце, во чии куки се сместувале партизаните, генералите, културните дејци и така натаму. Едно прашање да сакам да ти поставам. Дали знаеш кој бил прв главен град на Република Македонија? Социјалистичка република или Народна република Македонија? Не е Скопје? Скопје, не е Скопје. Дали знаеш кој бил прв културен центар на Социјалистичка Народна република Македонија? Не знам, Горно Врановце. Горно Врановце. Горно Врановце. Да знаеш. Целокупниот интелектуален, политички, воен, културен и уметнички потенцијал на Македонија во тие денови 44 година во октомври било сместено во Горно Врановце и од тоа јадро се проширило ни цела Македонија, она што денеска ние ја славиме, ја уживаме. Living the liberty. Значи ја живееме слободата. Така да, да знаеш. Знаеш и ти во која валута се продавал првиот број на Нова Македонија? Ја таму чув. Ова е провокација. Еден динар. Па Аве ти нешто тука ми изнесеш некој факт и ја ги оригиналот го пред мене од првиот број на Нова Македонија и во левиот агол горе стои 1 лев. Лев. Дали сме имале македонска држава, дали сме имале платежно средство? Не. Па готово се. Добро. Да бидеме вака на чисто. Не треба да никој не тврди дека тоа е лошо. Мора да бидеме доследни кон историјата. Вчера разбрав дека целокупната машинерија од овие емисии англиска, америчка, француска, кои биле присутни таму исто сместени, тие ја донеле, се печатело, како и да е работеле ни создале основа. Сега, значи, Нова потекнуваат луѓето кои подоцна го направиле танец, Македонскиот народен театар, сите културни институции што во тие години по војни се направили, луѓето престојувале во Македонија. Сотир, Нова Македонија е единствениот бренд во држава што е постар од држава. Зборувам од современата македонска нација.
Значи, добро, и Европа, Од мене едва 13 години после. Европа, значи Нова Македонија, Европа, Тиквеш и Шкопска пивара. Да. 100 години. Овие се брендовите во државата кои се постари од државата и ова е нашето национално благо. Така, браво. Сега, кој ги поседува, тоа е исто една друга математика, еден друг муабет, но се надеваме ќе дојдат подобри времиња и луѓе кои навистина се разбираат во овие работи. Како на главен уредник, како на собственик на медиумот лидер, морам да ти дадам една ексклузива. Вчера на лице место во Горно Врано се одлучив дека ќе водам кампања, креативна кампања. Ќе ја смислиме, јас и Ласко Ѓуровски, човекот што ги прави најубавите насловни страни на Нова Македонија, ќе избериме 5 најдобри насловни страни од креациите на Ласко Ѓуровски, што во минатите 2-3 години се направени. Нив ќе ги дигитализираме, што би рекол ти, ќе ги аплицираме на мајци, капи, банери, рачни, дзидни и така натаму и ќе одеме низ Македонија, бидејќи ќе ги доближуваме до населението, бидејќи тоа во тие насловни, креативни, иновативни и инвентивни страни се содржани алатките за одбрана на македонскиот идентитет, јазик, култура и историја. Алатките. Чекај, дослушајме мајката, дослушајме. Значи, ќе водиме една општествено корисна кампања и едукативна за младите генерации. Се надевам и еве ти предлагам и барам лидер да биде медиумски поддржуваш на таа кампања. Благодарам, Златев, микрофонот е ваш. Се дури не барате пари, се е во ред. Не бараме пари. Значи, секоја идеја во која не е вмешано тоа ја да дам пари, се прифаќа. Сега... Благодарам. ме поправаат и Прилепска пивара, да, и Прилепска пивара. Мислам дека и Битолска, само не знам дали постои, но... Да. Оно што ни е flipping point ово утро, главна тема. Ајде. Flipping point. Ај пред да го кажеш да ти дадам уште една книга. Може подоцна, сега озбилно почнуваме. Сериозно. Во вториот дел од емисијата ќе ми го даеш. Ме фрапираш. Чомски. Ме фрапираш. Ова што ќе слушнете во наредните минути, почитувани слушатели, е дел од една истражувачка сторија која Радио Лидер ќе ја објави во наредните денови, можеби и денес, зависи до каде ќе стигнеме со собирањето на документи и податоци. Ова што сега ќе го слушнете е во делот на заштита на националната безбедност и заштита на националните интереси. И јас повторно ја ставам главата у торба, имам судски процес, еднаш вака се обидов да оправам криви дрини и ме гонат за одање на државна тајна. Не, ќе те одбраниме, Еве, трае 4 години тоа, но ова сега што ќе ви го кажеме малце по чувствително. Тешко на таа држава што ќе се претвори во аждање во која новинарите оддаваат државни тајни. Сега вака. Значи, станува на следно. Тоа не е државна тајна. Ова се јавно достапни. Не, за тебе зборувам, тебе што ова што ќе го објавиме и ќе го објасниме сега се јавно достапни податоци во Република Бугарија. Ако следите медиуми, а доколку не гледате нас, веројатно следите, ќе видите дека од денот кога Бојан Христовски беше поставен за да биде директор на Агенцијата за национална безбедност, до денеска, секој можен ден, една групација од портали и опозицијската СДСМ го обвинуваат дека има фалсификуван сертификат. Не безбедност сертификат. За јазик, за англиски јазик, познавање на англиски јазик, TOEFL. До сега, ниту сме го виделе неговиот сертификат, да го извадат, ниту пак сме виделе објаснување. Единствено сме виделе од страна на Бојан Христовски, од 360, човекот излезе, кажа, дека полагал во Бугарија за TOEFL и не сака да зборува за тие обвинувања, бил во Бугарија затоа што таму имал најрано термин за да полага. Тоа е неговото објаснување. Еве под предпоставка да не му веруваме него, да не им веруваме, но да не им веруваме ни на СДСМ, да не им веруваме ни на овие групација на портали кои секој ден објавува. Почнуваме со предпоставка во оваа анализа дека никому не веруваме. Јас секогаш кога правам одреден текст, одредена историја, викам
ја не верувам на никој. Еве сомничави сме. Значи, не му верувам на Бојан, не им верувам на порталите. На никому не му верувам. Ајде да почнеме со градење на приказната. На 22 март, 23 март, меѓу 15 и 25, сега не сеќавам кој датум, Бојан го полага својот сертификат, согласно тоа што е напишано во него и објавено во Пловдив. Агенцијата се вика Джулија. СДСМ ја објавува сторијата, од нигде дознава дека таа немала право и во Пловдив не се полагало за ТОЕФЛ. Кратко подоцна, од бугарски медиуми и од страна на Бугарското министерство за надворешни работи излегува информација дека ние немаме таква агенција што го работи тоа. Проверката која ние ја направивме, имам пред мене еден документ кој ќе биде објавен, е дека во регистарот на, значи, сега на бугарски ќе читам, јазик сроден на нашиот, да, оригинален, вика. Немојте мене сроден на нашиот. Наликува на нашиот. Значи, список со на агенциите лиценцирани од МВР на Република Българија, односно на англиски преведен истиот документ, Translation Agency authorized by the Ministry of the Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria. Тоа е документот. Во документот, значи, оваа фирма, за која бугарското МНР никогаш не слушнало, е класифицирана како компанија која е лиценцирана од Министерството за надворешни работи да работи јазично преведувачки дејности. Сега викаме, ама знаете, таа фирма сега исчезна. Таа фирма сега не постои. Добро, може би поради бугарските служби не постои. Добро, може би поради бугарските служби е згасната. Фактичката состојба говори дека на списокот на лиценцирани фирми за јазично преведувачки дејности на Бугарското министерство за надворешни работи стои оваа компанија. Одиме понатаму. Оваа компанија стои во бројни бугарски регистри на фирми кои обавуваат вакви дејности. Во оваа компанија, во бугарски вестници, на бугарски портали и социјални мрежи, може да се види дека истата организира обуки и посредува во тестирања за ТОЕФЛ сертификати. Години наназад. Сега, дали тие смееле да го прават тоа? Не знам. Тоа не можам да го знам. Дали сертификатот на Бојан Христовски е оригинален? Тоа никој жив не може да го потврди. Зошто? Затоа што, согласно законот во Македонија, кој СДСМ го донесе, тој за АНБ, вие да станете директор на АНБ треба да имате 5 години важечки јазичен сертификат. А согласно правилата на ТОЕФЛ, ТОЕФЛ важи 2 години. После 2 години автентичноста на сертификатот не може да се провери. Затоа што ТОЕФЛ вика за 2 години може да добиеш ти некаква Алцхаймер и да заборавиш. И затоа важноста на тој документ е 2 години. Тој период е предвиден. И сега вие доколку укуцате на ТОЕФЛ за проверка, вие не може да проверите постар документ од 2 години дали е автентичен или не. ТОЕФЛ не ви дава таква опција. Го тргаме тоа на страна. Почнуваат македонските портали. 2 вработени директорки со овој сертификат што добиле од тука биле разрешени. Точно е, проверено. Признале... То се посебни други случаи. Признале вина. Значи, признале вина. Немало судски процес во кој се разгледувале фактите. Туку едноставно признале вина. Ама вина за? Чекај се. Најбитното. Во исто време, ДКСК, из ова поседуваме документ, кој ќе го објавиме како дел од истрагата, објавува дека има случај во кој некој од претходните директори во време на СДСМ
20-22, сега не знам која година беше, го имам документот, ќе биде објавен, го теретеле затоа што немал сертификат. Приложил сертификатот до оваа агенција, ДКСК, 21 мислам дека, ДКСК го проверил, излегол дека тој е автентичен документ и човекот добил решение дека еве го он има безбедност, има јазичен сертификат. Тогаш постоела значи таа организација. Тогаш постоела и ДКСК, потпишана е на документот доле Билјана Ивановска, потврдила дека тоа е автентичен документ кој тие го провериле. Значи во моментот кога Бојан Христоски имал, го извадил пред 2 години тој безбедносен сертификат, баш во тој момент и мислењето на ДКСК. Тогаш веројатно можело да се вади тој ФЛ преку Јулија. Во меѓувреме можеби престанало. Можеби тие и го изгубиле сертификатот да издаваат сертификати. Но ова лажење од страна на бугарското МНР, активирање на бугарските медиуми од таму, и служби, ова секојдневно информирање на македонската опозиција за темата, држење, говори само едно, дека сето ова е масло. Барем според мене е прашалник, можеби не е така. Е масло на тајните служби од Бугарија и од Македонија. Браво, и од Македонија. Оние истите кои ви го направија договорот, ви направија рамката, ви направија историската комисија, кој го заглавија нашата европска иднина е заглавија во меѓусебни тој глиб комисии, да. Истите тие го прават ова. Тоа е мојот сомнеш. Зошто? Затоа што ние не знаеме за таква компанија, а самите ја лиценцирале. Ние ДКСК дава мислење пред 2 години за истата оваа компанија. Дали Божеби Бојан бил наместен да оди таму да полага и тоа е прашање. Тоа треба он да одговара. Нерелевантно. Не, он треба да одговара. Без разлика, нерелевантно. Он треба да си одговори на тоа прашање. Дали бил несвесно ставен во заблуда? Дали од кога дознале дека сертификатот му е во Бугарија, можеби тргнале во рушење на оваа компанија и го направи и наеднаш исчезнала од нигде? Дали можеби се ова што го зборувам ја една глупа теорија на заговор и тоа држи вода. Но документиве, ние не знаеме за тоа, ја имате на сајт на МНР во листа на лиценцирани. Тоа мене ми создава сомнеш, извинете. Затев, 2 работи. Па ме покани да дојдам во овој медиум, што ти реков? Абе, момче, ти си роден, истражуваш новинар и бави се со тоа, еве ме потврдуваш. Браво за твоите истраги, те молам, заокружи ги и објави ги. Една е непобитна работа што ти денеска потврди дека дека постои таа агенција или организација или не знам што, како се вика, и дека издавала сертификат. Сето друго немој и ти да се мачиш, другите треба да докажат дека е незаконски, дека е нелегален, дека е фалсификат, тој што обвинува треба да докаже. Ти си докажал дека таа организација постои, ти си докажал дека издавала такви потврди македонски, ќе речеме за познавање екселентен јазикот англиски, и ти си докажал дека имало пракса во Македонија да бидат поднесени некои наши органи да истражуваат и да констатираат дека постоело. Да. Твојата работа со 10 плюс си ја завршил. И јас сум повозрастен, послушаме, бави се воведи некоја рубрика истражување во Лидер, ќе станеме број 1, тоеш ти ќе станеш број 1 истражувачки. Од луката на ДКСК, ама ова да го објавиш. Од луката на ДКСК е на 26.4. заверена 2021 година. Така. Предходен состав. Одлука, предходен состав подпишана Билјана Ивановска, господјата. Вели, се запира постапката по предметот број тој, оформен по пријава поднесена од непознат значи подносител. Согласно одредбите на законот се спречува таа постапка затоа што образложение бил донесен сертификат со тој број од Јулија Ко ЛТД со вкупно 78 бодови. Значи, согласно постапката дека за директор на ЈУ меѓуопштински центар за социјална работа, не знам каде. Не е битно. Некоја институција во Македонија. ДКСК го провериле сертификатот од страна на
Да. Јулија, кој тој бил релевантен. Сега ти кажам. Ова е една година пред Бојан Христовски да полага и колку доаѓа више. И 3 години пред ова сега што се случува. Значи 3 години наназад. Оваа одлука е на македонска државна институција. Дали потоа може би изгубиле право да имаат Ама да нерелевантно Ние е. тоа не го знаеме. Нерелевантно Но самото тоа што се бават секој можен ден 5 медиуми, една политичка партија и една соседна држава со еден човек, значи, внимавајте, секој ден во изминатите 2 недели една политичка партија, 5-6 портали и една соседна држава, која е Бугарија, се бават со истиот човек, тој е Бојан Христовски. Не е Мене една ми држава. говори. Се бават и грците. Не, сега зборувам јавно. го прават. Зборувам јавно, во тоа што ние може да го гледаме. Ја не можам таму шпионски игри да им гледам. Ја го гледам тоа јавно. Мене ми говори дека овие 3 субјекти се координирани од еден субјект, тоа е Бугарија. А согласно на тоа што се направи СДСМ за Бугарија и што се направи овие портали за Бугарија, ја мислам дека не подценувај ги центрите во Македонија. Целата оваа работа ја води Бугарија и никој друг. Па еве, обесете ме во ако содейство мислите со различно. темни центри. Ако мислите различно, од Македонија. јас сум голем пријател на Бугарија, бугарскиот народ. Јас ја почитувам Бугарија, А што има врска бугарскиот народ? но знаеш, ви ги отварам очите вие да гледате. Златев, сега едно ќе ти кажам. Значи, браво уште еднаш за ова, ама објави го со документи, бидејќи едно да знаеш. Ово е атаке. Ако ова кадровско решение падне, нема реформи на безбедносни служби. Ќе останеме темен велает на тајните служби македонски и на соседните држави и на големите сили. А ако ова кадровско решение обстане, ќе настанат едни процеси на реформа. Ја човекот не го познавам. А овие што имаат велат сертификати од Албанија. Па добро. Може би тие се точни, не знаеме се. Тие центри се со меѓународни стандарди. Може би и Јулија била. Ама со да не се меѓународни. дефокусираме. Вика, зошто толку страв од Бојан, прашува Мира. Толку страв затоа што не е нивно дете. Затоа ќе ти кажам зошто. Тој треба реформа да направи. Значи, треба службите да ги реформира, човече. Не да ни водат политика, не да ни водат држава, а политичарите да се гранд гиньол. Кукли, тој е еден куклен театар во Франција. Нашите политичари во најголема мера, кога ќе дојде левата опција, подпомогната, прегрната со дуи, се гранд гиньоли на соседните држави, ја ќе ги кажам кои се тие соседни држави. Албанија, Косово, Бугарија и Грција, и на дел од големите сили, и се ги вршат нивните интереси овде, а не интересите на национални држави на Република Македонија. Сотир, одиме со кратка пауза за Ај што збориш. Да. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Имаме коментар. Значи, вика, абе, мама ви да отидува мајките. И на двајцата неспособни дебили. Пишува ќе го запишеме тоа. Васко Атанасов од Делчево му го отвори в профилот, иначе работи како камионџија. Епа, добра камионџија. Чим камионџија има 3 операции у мозок, само што сега со навигациите може најглупо свет да бидеш и да работиш за камионџија. Ај уште еднаш прочете Поздрав го. до камионџиите, ние не сметаме дека генерално се глупиме, ово е глуп. Не, Значи, ој е не. многу креативен. Значи, ние Ај прочете уште еднаш, ај прочете. Значи, мама ви да де со две Добро. Д-Е-П-А. Добро? И на двајцата неспособни дебили. Ни кажа камионџијата Васко Ангелов. Добро, Васко. Добро, Васко. Вози Мишко сега, што да му кажа. Вози Васко. Да, али да му ја видиш фацата Сотир, секира. Благодарам од Васко. Недостаток на домашно воспитување, општа култура отсуство, и дека дојде во Лидер да го малку воспитаме и да му дадеме љубов. Тоа е прерано одбиено дете од мајкина дојка, недодоено, кој е вака вреѓа. Нека ме побара мене во Скопје, ќе ме најде
во Безвестрен, ќе ме најде во Лидер, ќе ме најде во Magic кафичот, да го малку култивирам, да го малку воспитам и да му покажам дека има недостаток на љубов, кој вреѓа еден млад дечко, тоа си ти, и еден стар дедо, тоа сум јас. Засрами се, Васко, неваспитано створение. Чао! Ајде, одиме понатаму. Значи, одиме понатаму. Бунтевски Игор вели, вчера наметнав едно прашање, не ми беше одговорено. Еве, како истражувачки новинар, ти предлагам една недела да се возиш со градски превоз во Скопје, па саат време да чекаш автобус и кога ќе дојде полн до врв. Малку и за градските теми прокоментирајте, мора да има одговорност, во држава фали одговорност. Видете, тоа е веќе, еве уште една Виолета. Тоа историја е тоа. Се надоврзува, вели, утрово колапс во ЈСП, од 10 автобуси, ниеден не качи патник, освен што истоварија патници на станицата УЈП, сите во гаража за чаир, нема комуникација, деветката се чека 1 час. Почитувани, овде имаме затајување на 3 системи. Првиот е партискиот систем, во кој една политичка партија, ВМРО-ДПМН, за кој мене ме критикуваат дека нешто многу сум ги поддржувал, но еве да ги искритикувам, ја најдоа Даниела Арсовски, ја поставија да бидат градоначалник на Скопје. Значи, тој систем затаил целосно. Они не успеале да проценат дека станува збор за ваква личност. Вториот систем кој затаил во однос на јавниот превоз, тоа е правниот систем, затоа што ниту еден обвинител до сега не успел да најде и да ги провери илјадниците скандали од палење коли. Сега ово може ги ми ја запали колата, сега Данела што го зборам. Значи, да најде зашто станува збор и таа жена да биде ставена за дрешетки и на таков начин да биде тргната од функцијата. Третиот систем кој застанува е политичкиот систем, затоа што ние во Македонија немаме институт за отповикување на градоначалник. Тоа создава деспотија. Ти премиер може да смениш председател, може да смениш Законот за локална самоуправа. Значи И законот за изборна. не можеш да смениш градоначалник, тоа е исто така големо затајување. И четвртото, реков 3, но се 4, четвртото затајување е затајувањето на здравствениот систем кој до сега не ја собра оваа жена, таму каде што припаѓа. Значи, да се разбереме, тоа се 4 системи кои Даниела Арсовска е символ зашто не функционираат и поради нив го имаме ова што го имаме. Значи, партискиот систем, политичкиот систем, каде што не можеш да отповикаш градоначалник, правниот систем и здравствениот систем. 4 системи затајуваат и поради тоа ја имаме Даниела Арсовска. Абе, Злате, ти денеска знаеш дека само со една емисија се заработи не дневница, не за месец дена до нова година дневниците ги заработи. Ова ме изненади, особено со ово истражување. Алал да ти е, Злате. Да. Добро, Злате. Што ти ради нешто? Ке ни изненадиш ли со нешто друго? Нешто. Шо нешто сега? Нешто ќе ми даваш. Па ќе ти давам, зашо да не ти давам? Радуј се кој ти дава, ако ти зимат бегај. Ти давам еден реквием на американскиот сон од Наум Чомски, нема да коментирам, по ова е втора книга за читање што ти ја давам. И рековме дека ќе посветиме една емисија на твојата сад и мојата кина. Толку, не повеќе, не те закачкам, не те закачкам. И ќе те подсетам таму после недела, дали ги читаш? Можеш да ги читаш. Жутен имаш понекад вака кој ќе те видам. Да, бе, да. Кинеска, а очите не ми се коси? Оваа книга од Ноам Чомски на македонски Ноам е Наум, знаете тоа, исто генерички исто име. Не сум знаел. Значи, озбилно, на македонски Ноам е Наум, уште од библиско време старо име. Значи, оваа книга на Наум Чомски, американецот, Наум американецот. На Наум Чомски. Ја немам прочитано, иако имам доста литература од него прочитано, која бе филична. Тие главните ќе ги донесам кога ќе дебатираме. Ќе ми биде драго. Интервенции. Иако Чомски ми е, што знам, некако. Што? Лингвист да ми збори за политика. Не, number 1 и за економија. Интелектуалец во светот, за веќе е подостарен,
Ама number one интелектуалец во светот наназад 3-40 години. Како што Кисинџер, кој ти текне на дипломатија, две личности, Бисмарк и Кисинџер. Ај Бисмарк помалку го знаат овие современи наши генерации, ама Кисинџер го знаат. Мислам, пред известно време починали, како беше? 90 кусур години. Значи, дипломатија Кисинџер. Интелектуалец Наум Чомски, да знаеш. Од мене толку за Наум американец. За Наум Стилковски. Го нема тој медиумите. Каде е бе тој? Да? А слушам се, Нема вежбале, се чекај нешто. збори. Озна, дозна. Мојата разузнавачка служба ми откри дека една група прекрасни новинари, портпароли и тако дале сте се фатиле со некои убави, како се викат овие медитации, вежби, не знам како се викат тие вежби, не во класичен, не во теретани, како се викат тие убавите вежби, што си додавате цопки и тако дале и ово. Ја еве, ако мене ми ја видите, ако ми го видите габаритот, очигледно е дека јас сум скаран со вежбање, така што не, овие ми кажа. и инсинуации И тоа, како се вежби кај што одат заедно машки, женски, не теретани одделни. Ќе ве следам, ќе видам како ќе напредувате. Во вашето психофизичко вежби каде што одат машки и освежување. женски, ќе не стаиш дека сме оделе на журкиве на Пав Диди, кои се сега популарни по светов, немој жити се. Па што има лошо и на журки додите, деца таму е убаво, ќе си испразниш, ќе си фамилиарен ќе си човек. испееш. Види, јас сум на куп фамилиарен човек, па не одбивам журки. Ти си неколкократно фамилиарен човек. Сега само се бавам. Еве, Георги вели, поздрав, вие сте македонскиот прозорец кон светов. Фала Богу, некој да не пофали. Добро. Иако, Златев, морам да ти кажам. Иначе за дебелина сега Оземпик лекарство покажува огромни резултати во Соединетите Американски држави и 3 години малку просветли, ја не го пратам фаза, па измислија инекција која ама му помага на функционира слично како тие за диабетес и му помага на организмот да се ослаби од килажата. 3 години клиничка студија покажува дека нема нус ефекти, така што може би светот ќе се спаси од дебелината. Кога поради здравје, за сожалување на моето лично здравје, морав да ослабам од 142 кила на 117, сите ме прашува која диета, која кура, нели, српско-хрватски се вика тоа го измисли Лепа Брена и така. Викам, еве, сега ќе ви кажам, никоја, ама пишете што јадев, што не јадев. Значи, нема газирано, нема алкохол, нема влаго, нема леп. Тие 4 основни работи не смеш да јадеш. Билјанче ме ранеше со 1 тон двопек. Со цвекло, со морков, со патлиџани, со крстајци, со брокула и она белоно, како се викаше бе? Не ми текнува у зимница што се става. Не е битно. За 2 пати по 4 месеца, значи пауза прави бидејќи да не се струпувам во години сум, ја од 142 кила ослабност на 117. Чека, има друго, Далек Пандовски ја ме праша дали е вистина дека познатиот инфлуенсер Боемот е вработен кај вас во медиумот. Кој бе Боем? Вистина едно, не само што е вистина, скоро 5 години е вистина, може 4,5 години е вистина ова. Значи, човекот работи на сајт кај нас, одличен, еден од најдобрите вработени. А за кој дечко станува збор? Запослен кај нас. Добро, си извинувам. На сајтот. Да. Доте, зашто бе на сајтот ти мене не ми објаваш работи? Зашто на сајтот не ми објаваш работи? Издвоена уредувачка политика и ме оставам на младите. На младите. Значи, ја не ги познавам, видиш. Да. Не ми Еве, викаат, карфиол требало да се јаде. Да. Карфиол, па не знаев да го кажам. Карфиол јадев. Абе, 1 тон карфиол, брокула изедов, бе, човече. И рачуне колку сум ослабен и прва лига е. Сега ќе повторно ќе почнам некаде. Карфиол, тоа белото вика. Тоа белото, да. Да. Тоа белото. Помислила Тони Нона. Не. Далеку сум ја од тоа. Јас сум познат борец против тоа. Не. Добро, окей, нека мислам што сакам. Ако го насецкаш, може и преку мислам дека и се ренда тоа карфиол. Може и преку нос да се внесува, не знам. Злате, кога ќе ми морам вака јавно сега да те мавам. Кога ќе ми одговориш на моите интервју според Пруст и од А до Ш со Љупчо Златев? Утре.
Нема да ми одговориш утре, ја го знам тоа, до следната емисија до среда ако не ми одговориш, ја давам отказ од лидер. Така да. Уште сега после емисија ќе ти одговорам, само не си иди. Не, Имаше Злате, некое прашање до мене. Јас? Да. Не. Уствари тоа на почеток што ме праша за Не, кој за бил овие главен двете град. прашања, тоа беше малку Да. шеговито, а кога ја на 68 години дознав дека на вистина и во преносна и во вистинска смисла Горно Врановце било културниот, политичкиот, војниот и секаков уметнички центар на Република Македонија, ја знаев некои факти, ама некои не ги знаев. И сакав да се зезам со вас под младите, да ве натерам, сега ќе ви кажам дел од кампањата што ја вчера смислив. Историски часови, содржински, модернизирани, ги правев во Кратово кога правевме научна трибина за Павел Шатев, ги правев во Куманово кога правевме научна трибина за револуционерно и слободарско Куманово и 8 народни херои од Куманово. Сега ќе изберам 15 историски битни места во Македонија, тоа ќе се што се случувале од историјата, многу битни работи поврзани со Илинден, со македонско востание, Карпашово востание, со Асном, со НОБ. Абе февруарски поход не го славиме оваа година, човече. Право, тоа е Февруарски одлично. поход не го славиме. Еве, Трајан, нашиот слушател, вели 3 дена да не јадеш, само вода да пиеш, одма ќе ослабеш. Да, бе, да се струпула со моите го 68 гледам години. на слика, Трајан, поздрав до него и он малце буцко. И заборав да кажам, секој ден 5 до 7 литри пиење вода. Да, 5 до 7 литри пиење вода. Што ќе правиш со 5 литри пиење вода? Да само Па ќе знаеш се како ќе ја прогреваш. празниш после. Не, таа ти дава свежина. Нашето тело е 70% вода, Златев, и тоа го научив кога ја пред 8 години ја правив стратегијата Биди вода, со која победивме во твој кавадарце. Со Митката Јанчев, со ВМРО да помането. Се враќаме на англиски јазик и сертификатите, вели Ајде. имавме премиер што не брукаше по светот со неговиот само нему познат англиски јазик и сите молча, не им сметаше тоа, а сега Снежана Наумовска, Снежана неговиот англиски јазик, мислам дека веќе се изучува по... Да. И од озгора на тога, Тоа е и српскиот, српскиот, да, и чекај, српско-хрватскиот. а и бугарскиот. И да се чукамо и удараме у грудима У грудима. наши. И Europe is the most sexy pill. Леле, како lady минува in времето, the го world. заборавивме, Златев, го заборавив. Златев, хајде малку да видиме што правиме. Ќе правиме реформи? Што коментирате за Леле, интервјуто на Бектеши дека ќе изваделе 10.000 луѓе? Да, бе, во Берово, во Пекчево, кажа, во Гевгелија, ќе вадели 10.000 луѓе. Ги чекам, нека ги извадат. Ајде да видиме. Прво, зашто ќе ги вадат? Чекај, тоа не е стока да ги вадат, кај што велеше еден председател или еден председател на држава и еден председател на политичка партија. Чекај се, со автобуси или Не бе, таму све албанци. Па по балансерот све се албанци. Сега малку се збуди. Па не со балансерот се вработува во Берово албанци, во Ландово албанци. И они викат ни у секој време го гледав и јас, ама Бектеши е талент невиден. После Груби, талент број 2 во Дуи е Бектеши. Добар млад човек образован. Најдобар, носи си го дома, Златев, дома да си го морам вака, ама знаеш дека тоа е метафора, тоа е метафора. Дома да си го носиш, многу е добар. Немам никое лошо мислење за него се. Тоа е, дуи се у опозиција пробуваат луѓе. Еве да ти кажам, Да после направат Груби нешто. ги истражував 5 ангели на Али Ахмети. После Груби е веднаш најдобар според дискрепанцата на декларативно кажано и реално спроведено во пракса како министер. Такви декламации, такви декларации има. Све направено, проверувавме екипа што работиме за некои работи кои све злодела ги направи дуи ова власт претходнава, видовме дека тоа едноставно лаже. Дека во економија состојбите не му чинат и се открија. Се открија се многу работи во економија дека катастрофа направил овие 3-4 години дека беше министер. Така да тоа ти е тој Бектеши, а вака покушава да биде сладкоречив, ама од кога еднаш два пати напад на женски, како да кажам, учеснички во политиката, вербално, уште малку физички да се пресмета со нив, он ми е мене под наводници. Во истиот период и следниот ден и денес повторно СДСМ соопштение за Бојан Христовски. Што збориш, бе? Да, секој ден во исто време и повторно. Дали за Тошковски е соопштението, партиската престапност. Говорит радио СДСМ. Секој ден истото, секој можен ден. Ако од другата емисија, од другата мислам ќе одиме со или Стоилковиќ или Кордалов,
А ако по друго да почнам со луѓе од СДСМ да ги канам, ќе ми биде дозволено да не бидат гости, да ги чуеме малку, да им даваме отворена Тоа е моја студио. партија, јас сум израснал таму. Нема да ги За напаѓаме? мене Нема. Кај бе си израснал ти? усада сама. Усада сама. Ја то како го сваќаш тоа? Некое лонче, каче, некое котле. Гледај бе, чекај, стои. Што имаме ние за декор у студио? Студио. Види, такви декори кај мене ќе најдеш свакојаки. Јас сум ти најретро тип од изборни кампањи, све чувам. Овде Така да тоа не ми докажува, ама не, добро, ако си бил као млад. Нема за дојде тука да емисија да не се Као сака Титов да го пионир, реши ако си ова. бил пионер СДСМ, те разбирам, ама во СДСМ, да кажеш, као да е тоа нешто ин. Од розата? главата ми искачаше. Ама види, Да. ти го процвета, Значи- ти го процвета судството. Леле, знаеш дека вчера има нов случај. Колку имаме минути до крај да видам? Само да го најавам. Имаме збори, ајде. Имаме. Барем да го најавам. Значи, И можеш ли вчера да го објасниш? вчера еден не, така не се објасува, документите не ги носам со мене. Значи, вака. Случај некаде 1917 година, а свиркач ми го дава за нашето судство, ама и српското судство. Му погинува ќерка во сообраќајка 20 километри подолу од Мислиш 2017? 2017 си. 1917 коњи били у Македонија и у Србија. Поправиме. Добро. Во сообраќајка, сторителот на кривичното дело не го ни приведуваат, ни притворат од Србија, а странец во Србија, македонец е, го пуштат во Македонија, се враќа по 3 дена, средува таму некои работи. Предметот не сакат да го судат, го има тоа право, го дадават на нашето правосудство и од тука почнува голготата на родителите на загинатата. Отпосле дознаваат дека е направена спогодба помеѓу тој што треба да одговара за нејзината смрт и обвинителството и судот, тоест на предлог на обвинителството со судот, подписи нема кој ги подпишувал, ама спогодбите, мајката и таткото кои треба и мора да бидат викнати, да бидат прашани дали ќе побарат оштетно побарување, дали ќе бидат субсидијарни тужители да кој ќе се откаже обвинителот тие да гонат и така натаму, апсолутно биле заобиколувани и луѓето 7-8 години си ја барат правдата, полицијата им ги затвора вратите, обвинителството им ги затвора вратите, судството им ги затвора вратите. Еве, дури и не кажав кој град е, бидејќи документите што вчера ми ги доставија, морам јас, сега да ти кажам, ја како истражувам во мојата област, во правосудство, морам јас да ги проверам, а јас ќе ги проверам во обвинителството, во судовите, имало представка до Совет на јавни обвинители, ќе појдам до Совет на јавни обвинители да ги видам, нели ги критикував, парети и да ги запознам, и од кога ќе добијам од таму информација за тој случај, ќе го обзнаниме, знаеш зашто, Златев? Многу луѓе не можат правдата да достигнат, многу луѓе губат своји чеда и нема правда, нема, знаеш, прво никој не може да ти го надомести, не дај Боже да се случи, ако чедото ти го убијат или ти загине во сообраќајка. Сега тоа е несвесен случај со сообраќајка, родителите чувствуваат дека им е чедото убиено, бидејќи ништо немат написмено како, во кои услови погинала нивната ќерка. Сега за сега само толку кажувам. Случајот вчера го гледав, синоќа кога го листав, многу потресен ми стое, ама морам фактите да ги проверам во овие две институции што ги кажав и еве да кажеме некаде средината на ноември или крајот на ноември една емисија очигледно ќе мораме на вакви случаи да посветиме, бидејќи рековме нели ќе пупката ќе ја расцветуваме и понатаму. Впрочем, ти си кривецот, ти си виновен за тоа, ти Не, Заев ниче е ми виновен. зазван. Заев Не. почна да Златев, отвара судството ниче ми како зазван, ти пупка. рече дај да го расцветаме Значи, нашето судство. Ние само го продолжуваме А мене делото. толку ви требаше, Златев. Јас и Сотир само го продолжуваме делото на Заев. Да. Леле, ние сме значи по ај сега у негов стил по револуционарни врвицама, Заева и Струмица, тоест Муртина. Да, и се чукаме, удараме у грудима нашима. Прво ујутро отварамо судство као нека пупка, а након тога брусимо шахте. Златев, Идемо. вака разговарам со Значи- немалиот ми син Филип на српски. Не му е познат српски. Брусимо шахте, тоа точно ли е? Да, брусимо, да, тачно е тоа, ама ако нека и некоја точност ќе дадеме. Брусимо и подбруснувамо.
Значи шахте. Абе, кај ти текна овој? А Кирил и Методи пуно су шетали. Да, шетали таа? су. И ја док дишем, има за Македонија да се борим, Да. подпишувајучи издајнички договори. Да. Ова ти вредеше. Тоа е тоа. Не ми кажа ништо што правиме со реформите. Ќе кои налегаме реформи? ли за реформи? Па административни, па судски, па економски, па социјални, па фискална област, па финанси и било натаму. Било која друга област, бидејќи без реформи ништо не правиме. Ние бугарите ќе ги победиме само со реформите. Ево да знаеш, запамти го ова. Зашо ние да ги ние нема што да ги 31. Ние треба Ова е техника. Значи на ова дата сум ти го кажал дека со реформи ќе ги победиме бугарите. Еве, ние на бугарите нема што да ги победуваме, немаме никаква. ако ова дете во не го свргнат од функцијата што му ја дадоа, и тој треба да направи реформите, знаеш, ја мислам и затоа е ставен, млад, без опашки, без некои Затоа темни му се петна. фатија сега. Пошто, за да го па ќе му се спротат- фатат да ти кажам тогаш. За да Еве, го јас сум спресат повозрастен. реформскиот процес, тоа е целата суштина. Да. Добро, ја мислам дека за ово утро исцрпивме. Вчера новиот директор на Фонд за иновации откри 60 милиони некој евра. беше брилираше вчера, да знаеш. Добро. Брилираше. Тоа дете многу да много знам од данешната што беа кога 17-та свест.мк ми го создаде и ми го одржуваше. Тврдам дека е голем познавач на ИТ технологијата и тој свет околу ИТ технологијата. И вчера кога се вратив од Горно Врановце, тоа го видов, му се јавив, му честитав, бидејќи тој има задача фондот да го стави на здрави темели основи, бидејќи голем минус има во тој фонд, од што бракета лапкале и краткале, да ти кажам. Така да, лајк денеска за Никле. Лајк. Никола Додов, нема смисла Никле. Никола Исто. Додов, директорот на Фондот за иновации. Не стигнавме викендов, почна изградба на патот. Од кај беше? Од Ја ќе почекам малку за тоа, бидејќи Бехтелиенка, еве ќе ти кажам зашто ќе почекам. Сотир, Ќе ја видам сериозноста на Бехтелиенка. Сотир дури не плати патарина, не верува дека се гради пат. Не, верувам. Јас значи што верувам? Ево, ја него дружам, не сме многу блиски, ја верувам у решеноста на нашиот министер за транспорт и врски, го знам какво момче е, кој ќе реши нешто до крај, ја му верувам на ВМРО да помоне на Христијан Мицкоски, на оваа владана коалиција. Не верувам на Бехтелиенка. Лапнаа околу 300 милиона евра во 2 транши, ништо не направија. Преку коалиција ќе станат најработливите во држава. Ќе почекам, Златев, ќе почекам барем месец-два, ако нешто се покажи. Ако власта им прави надзор и ако ги Абе притиска, таа ќе фирмата сработи. со килотките што прави. Ако не, ќе си фаќаат кривини. Тоа е така со секоја приватна фирма, независно дали е македонска, американска, Златев, индиска, ајде да те насмеам на крајот. јапонска или новозеландска. Знаеш ли каде најубави кебаб Значи, во Скопје има? Сега да не им влеземе тука, пошто ја познам лично неколку кебапчи. името нема да го сите кажам. тврдат. Има бе. 24. Добри се, у Дестан Малда многу ги смали. Добро, еве нема да коментирам. Добри се у Фонтана. Добро, нема да коментирам. Добри се у Турист. Добро, нема да коментирам. Добри се во Маратонец. Онде Добро, нема да не се коментирам. лоши. Ова е шеговито. Значи- Сега ќе ти кажам. Кидеш на зелено пазарче во Скопје и ќе го бараш, ја нема да кажам ни фирмата, ни ресторанот. Ќе го бараш Кажи ресторанот го, кој ние воздухопловците го викаме кајгаките. Еве зашто. Надвор и внатре седим, иначе во пазарот. Кога седиш, јадиш чорба или кебаби, само гаки, модерно килоти, само гаки гледаш и ние далечната 99-та го нарековме кајгаките. Најубавите кебаби се на зелено пазарче во еден од рестораните, а најубавата чорба па во еден од друг ресторан. И ми не кажувам реклами. Не Гаки гледаш. кајгаките нема. Све е женски Машки, килоти. женски. И машки и женски. Ама еве ради жениве морам да кажам килотите. Бели? Абе секакви во боја, бе, све. Бели не се чудо. у мода сега, иако бели се најпрактични. Еј, кај ќе да ручкуваме, Едноставно- вака беше. Кај ќе да ручкуваме, па се знае кај гаките. Да. Бели гаки Цела агенција за цивилно воздухопловство таму се рани 25 години, да знаеш. се најпрактични, иако нешто не се модерни, ја ги избегавам, затоа што белите гаки се Кој? бели гаки. Да, тоа е прво стил.
иначе тачно непрактични се кашкат, али боксерки батка, Ама боксер. не, Да има- си носеш Тоа не е боксерки. кашкање, туку тоа е Валкање. символизирање за тоа кога треба да бидат сменети. Сензори. Бе, Златко, Тоа е- денеска си не фрапирал, Златко. Значи, Гледаш, денеска, имаат сензор. најмалку те критикував Да. денес, со истражувањето ме фрапираш, ја од кога ти терам, ајде истражувај, али денеска прва лига, не знам дали ќе имаме време. Вика Кафето ја ќе го частам. Еве, наша слушателка пишува, вика чадени се гајките. И паметна е таа, видиш Да. каков израз употребува. Браво за читателката, лайк. Почитувани слушатели, дај да се уозбилиме како држава како тргнале работиве. Може ја да без објавам. гајки ќе На крај, останеме. може да објавам. Ајде. Бидејќи вчера бев во Горно Врановци, бидејќи вчера бев партизан, денеска смрт на фашизмот, слобода на народот. Чао.